Помалку од 3 часа беа доволни да се соберат потребните 10.000 потписи на иницијативата на ВМРО-ДПМН за поништување на законот за попис. Граѓаните го дадоа потписот на 350 пунктови во 6 изборни единици низ цела Македонија. Секој со свое гледање зошто законот треба да се поништи. Велат не треба да се дозволи да се спроведе политичка операција со фаворизирање етнички заедници и непочитување на европските стандарди. Треба да има меродавен попис, не треба да има попис во кој што некои што се во странство подолго време, фактички ќе бидат попишувани. Значи затоа ми сметаме дека падна и претходниот попис и затоа сметам дека треба да биде релевантен. Затоа што е неисправен. Затоа што е лажиран, местен. Да, наместен. За на албанците. Затоа што не е во склад со Евростат. Значи со Европска унија, со принципите на Европска унија. Треба да си биде се добро и како што треба, не да дадемо на некој повечко, ако не се толку, за сметка на другите. Може да биде електронски, а овака не. Па не би бил легален, да. Пребрзан е законот за попис. Мицкоски се потпиша во Скопски Карпош, а потоа го посети пунктот за собирање потписи во Свети Николе. Вели дека го дал својот потпис за да се спречи фалсификат и кражба и за политиката да се тргне од статистиката. Лидерот на ВМРО-ДПМН смета дека треба да има европски попис, а поддршката од граѓаните верува дека ќе биде клучна при доставувањето на иницијативата од страна на пратениците до претседателот на собранието Џафери. Замислете, 4 години ние буквално потонавме во ова политичко мучуриште, ова политичка тиња. Буквално ниту еден проект не направија почнувајќи од почеток до крај. Замислете на што ќе личи овој попис направен во 20 дена по рецептата скроена од Зоран Заев и СДСМ. Јас ќе ви кажам дека тоа ќе биде една обична бламажа и еден обичен срам. Собирањето потписи продолжува и утре, а од СДСМ возвраќаат дека тоа нема да го спречи одржувањето на пописот. Иницијативата за собирање партиски потписи против законот за попис само го зајакнува она што граѓаните веќе добро го знаат. ВМРО-ДПМН со Христијан Мицковски се антинародна партија која работи против своите граѓани и против својата држава. Според законското решение, предвидено е пописот да се реализира од 1 до 21 април. Ќе се попишува и население кое живее во Македонија, но и оние граѓани кои не се резиденти. Роднините на иселениците ќе можат да гарантираат за нивните податоци и етничката припадност.